Сакате за Ритко? Што ви кажам за Ритко? За Ритко, видете, далеко од тоа, кога сакам да се ситам на некој, нема никогаш да се деси тоа. Да се ситам можам само на SDS и на Дуи. Искрено, не ми е криво, жал ми е за тоа што му се десило на Ритко, ама на крајот од денот сите си одговараме за своите постапки. Факт е дека Ритко е малоумен човек, значи јас имам многу пати кажано и ме напаѓавте кога кажав дека моje мислење дека Ритко е ниско интелигентен. Значи ниско интелигентен човек и стојам позади тоа. И се испостави дека е така. Ме напаѓавте, мислам тие неговите кидари таму, ми јаде гомна вака било така. Факт е дека е Ритко ниско интелигентен и тоа само го докажа. Значи малоумен е, така? Кажав, немам што да се расправам со човек што има IQ 25, како шут? Ниско интелигентен човек, толку му е капацитетот. И се испостави дека во не моги да не знае што да направи поише. Пази, дечкото имаше капацитет да направи комедични работи пута милион што не се малоумни. Меѓутоа неговиот капацитет на мозокот е до тука. И успеа да си го уништи животот поради тоа што не сакаше да седне, да размисли, мисли дека све што лета се јаде и се деси тоа што се деси. За тие што не знаете, Ритко е у притвор, 30-дневен, оправдан максимално, заради тоа што реално тоа го погледав клипот, не можам да зборам на празно. Да, видете, факт е дека го фатија на пенал, го чека и го фатија. Значи, тоа е факт. Им се на пенали. Тука е малумноста излага на виделина. Дека сексуално злоставувал некој, се за волја на вистината, не можам никако да го оправдам, знаете зашто? Затоа што ако се испостави, така ќе го сметаме, дека е лицето со посебни потреби, у ниеден случај не сме да се доведе до такво нешто да се дрзне човекот да прави со лице со посебни потреби. Јас и Лазаров сега се собереме тука, да се глупираме така, да се трљаме, да се правиме ово-она, тоа се двајца луѓе работоспособни, значи здрави прави, што можат да дадат согласност и да го прават тоа на заебанција. Дечково требаше, Ритко, требаше да разграничи со кого може и што може да прави, како и зашто прави. Ако се испостави, сега не знам дали е така или не е така, меѓутоа, ако се испостави дека е лицето со посебни потреби, тоа е стварно злоупотреба. Не може тоа да даде согласност дали сака или не сака, а тие сцени што ги гледа се стварно, кога ќе видите легално правно, а и кога гледате од страна, а не сте малумни, стварно испаѓа дека е, како се вика, сексуално злоставување, односно сексуално искористување на лице со посебни потреби. Сега, дали е со посебни потреби или не знам. За одбрана на Ритко, истото тоа лице претходно гледам ми праќа дека неколку пати се појавувал кај него во лајв и до тогаш не реагирал никој, ни негов старател, затоа што ако е лице со посебни потреби треба да има старател, ако нема старател, онда одговара за него државата.